Долгогодишното отсуство на синхронизираност помеѓу образованието и реалните потреби на пазарот на трудот, само во последниве 4 години Македонија ја чинат одлив на фрапантни половина милион млади луѓе. Овој застрашувачки негативен тренд е поразителен доказ дека Македонија дише на шкрги, укажуваат од невладиниот сектор. Треба поголема вклученост на сите организации во креирањето на јавните политики, во креирањето на уписните политики, во креирањето на слободни работни места. Значи, треба всушност бизнис секторот да е во согласност со академската заедница, да се креираат уписните политики според тоа, со Агенцијата за вработување и сите останати релевантни чинители во општество. На сличен став се и македонските стопанственици кои одамна алармираат дека кубурат со работна сила, најмногу заради неправилната поставеност и организација на понудата на трудот во однос на побарувачката на пазарот на трудот. Основна цел на задоволување на пазарот на трудот треба да биде приватниот сектор. Тој е тој сектор кој што ја ствара додатната вредност и ние сите. Дефинитивно вклучување тука и на јавните институции, треба да креираме општество и образование кое што ќе креира работна сила на потребите на приватниот сектор. Бизнисот има потреба од универзитетот. Долго години имаше огромна невработеност и бизнисот не беше заинтересиран толку бидејќи можеше да бира. Сега е предизвик за секој бизнис, па и за јавните служби да најдат квалитетен кадар. Со цел ублажување на масовниот одлив на млади и едуцирани кадри од земјава се прават напори преку вмрежување на бизнис секторот, академската заедница и граѓанскиот сектор да се обезбедуваат стипендирања, мотивирачки платена практична работа и идни вработувања за новите кадри да останат во Македонија.